Драги пријатели, кога што ви вечив, повторно вечерва ви се обраќам преку видео, бидејќи интерес има теми, особено глобалната политичка сцена. Не знам ми самиот прво што да почнам, дали од Русија, дали од вакцините и така натаму. Инаку, во моментот тоа е Александар Навални, рускиот опозиционер или блогер, како се кати каже сега. Во едно од моите, дали последно и предпоследно видео, кој ви се обратив, јасно кажав дека приказната на Навални е буквално повторување на приказната со Ленин. Зошто ја го кажав тогаш? Ленин, сега сите знаеме дека беше британски шпион и тоа беше негова Русија или британска револуција, не октомврска или руска, беше соклопен воз, поточно брендиран воз, донесен во Русија тогаш. Тоа се случи со Навални, со брендирани автомобили беше донесен до авионот. Но во Русија беше веднаш затворен, бидејќи пред неколку пати било со доволно интересна работа, и го постирав линкот и кај кажува кога бил сигурен. Но што е најинтересно, моите анализи излегува како точни. Позади Навални е повторен обид на Велика Британија Русија да ја вовлече во некој скандал. Тоа да кажа руските разновачки служби, затоа британците во момент молчат. Руските разновачки служби објавија снимаци, нивните тајни снимци на Навални со британската тајна служба Ми-6, што зборува дека работел за нив и добил средства. Ја со ово моје видео ќе ви постирам два линка, од две видеа. Едното е од порталот кој го опишува, кај што има линкови, кај што има видеа, од руските тајни служби, а другиот линк се работи за коронавирусот од гостувањето на доктор Несторовиќ кај Марич во Добро утро. Но, прво да завршиме со Русија. Од овие причини, ја верувам дека председателот на Руската федерација Владимир Путин подготвува одговор на британците, бидејќи масата со Навални е нивно. Германија тука само одире една епизодна улога, за да они не бидат директно умешани, мислам. И затоа они се обидува по затварањето и одлуката, судот во Русија го осуди Навални на 3,5 години, но ќе се смети оно што би се лежал условно, што било осуден, се веќе осуден званично 3,5 години, али во рок од 10 дена има нормално право на жалба. Но ако се тоа, 2 месеци и 8, 2 години и 8 месеца би лежал затвор, но со овие тајни снимци што се објави, не е чудо да остане доживотно во затвор. Во едно од минатите, дали последното и предпоследно видео, јас укажав дека Навални или аферата Навални е намерно направена поради изборите година во Русија, поточно таму има избори за нивната дума или парламент, како се каже сега. И тука приказната завршува, но изгледа завршува и со опозицијата, кој после пресудата, многу малци граѓани излегле на протест. Они се обидува во Сибир, така да направат. Нема поддршка. Он е осудено чудна работа и за криминални работи, далеко е дека може Русија да ја спаси. Тоа што се однесува до Навални, до британските служби, ќе погледнете видеото, линкот имате го. Со моето видео, мислам, во текст го има линкот на руските тајни служби, како воспоставуваат британците врска со Александар Навални. Не беше случајно и првата афера што се случи со рускиот агент со Новичок, истиот отров се употребен и кај Навални. Малку чудно, зар не? Но многу интересно видео исто така постира, линкот видео, ќе си видите да постира. Тоа е од доктор Несторовиќ, познат српски епидемиолог, изнесе едни неверојатни податоци.
Прво да почнем од почетокот. Некои од вас и не да постарите се сеќаваат. Имаше на времето пандемија Ебола во Африка. Но знаете ли кога престанала пандемијата? Кога русите нападоот и испрелиле вакцина. Значи, во моментот, може би ќе забележите кој го прати сајтот на ново заразени починети така натаму, се гледа дека стагнираат и опаѓаат ново заразените. Зошто? Се испрлија многу вакцини, но има недостаток на вакцини, а најопасното сега, како што кажа доктор Несторич, се покажа Фајзеровата вакцина, кои се неверојатни податоци. До сега во САД, не знам дали рече околу 20 милиона некаде вакцинирали, но од тие 390 личности луѓе починале по добивањето на вакцината, а 9.500 добиле несакани последици. Друг интересен податок кој се. Франција, значи, еве зошто досега нити владата, нити премиерот Зоран Заев никогаш се го критикувал, мислам во овој период, зошто нема вакцини. Значи, вакцини на Македонија не ни треба. Франција, колка веќе досега имале само 500 вакцинирани и чекале да испрелат нивна вакцина. Затоа паметува. Втора работа, што кажува доктор Несторич, ќе видите линкот ако го отворите да го слушате, кажува дека вакцините заштитуваат 6 до 7, максимум 8 месеци. Самите руси рекле дека првата фаза која пробала 8 месеци треба вакцина. Втора работа, вика нема теорија да се произведат вакцини. Зошто? Вика Германија сега склучила договор да купи и руската вакцина 50 милиони дози. Значи може со тие 50 милиони само 25 милиона луѓе да вакцинираат. Сори Европската унија, не Германија, пардон, целата Европска унија и Спутник. Те да купат 50 милиона. Кажува дека до крајот на годината сите производители во најдобар случај може да произведат само 2 милиарди вакцини. Што значи дека само милиарда жители можат да се вакцинират. Ова е малку комично. Значи, исто кажува, значи, чиме Русија испрлија и најголем процент на производство, вакцината замира. Кој што кажа. Но зошто е употребена коронавирусот? Нема да верувате, ја го тоа кажа веднаш, на почетокот во моите анализи кои ми следеше, дека веќе 2-3 години кажувам дека Западот во еден голем економски колапс. Значи не е задолжена, многу пати кажав САД, па не е Велика Британија, трета Германија, четврта Франција и така натаму. Пета е Јапонија, мислам дека е на шести Луксембург, седма Италија, сада не ги гледам. Понатаму, ќе ги најдете сами, има ги. Но сакам да ви кажам, интересна работа кажа доктор Несторович, значи за време на пандемијата, за да се покрие економскиот колапс кој го доживува, значи воедно и Трамп да се тргне, се пушта коронавирусот и за време на Доналд Трамп се печата 4 трилиона долара или 4000 милиарди долара. Понатаму, за време на изборите, се допечатуваат на 2 пати по 1,5 трилиона долари и сега Бајден, само што дошол на власт, се допечатени 5000 милиарди или 5 трилиона долари. Значи, вкупно, за време на коронавирусот за една година, САД отпечатила долари без покритие 12 трилиона или појасно тоа са 12.000 милиарди. Тоа е направено и со еврото, што значи да се покрие економскиот колапс, да има пари на пазарот, се вадат пари без покритие. Значи, тоа е причината и за коронавирус, и за многу работи. Значи, џабе власта да не фрла пари, кога прашање коронавирусот, и советувам, додека саси дали ќе саса прашање, а она замира бидејќи русите го преплавија пазарот, единствено кај нив може се да се купи, значи чим самата Европска унија и Германија купува 50 милиона дози, а овие
новите ZNX, како се викаат, тие до 10 милиона максимум можеле да произведат купно за една година, што е многу малку за Германија. Авекс, како се викаат, нема да речете за збор. На Pfizer-та вакцина однесе многу жртви, тоа е факт. Ја ви препорачувам освен во моето кратко јавување, да отворите линкот на кај што е за Навални и линкот кај што е за доктор Несторовиќ, ќе останете без текст. Иначе кај нас, мислам добро, предлог беше на председател Пендаровски да не се одржи сега пописот, не е паметно. А најверојатно годинава, кој што реков, најверојатно зберувам дека ќе да до предвидени и парламентарни и локални избори, тој одговара и повеќе на власта, да се разбереме. Зошто? Не случајно премиерот кажа дека, мислам дека рече во март, крајот на март ќе одржат СДСМ конгрес отворен, кај што ќе можат сите членови да гласат. Не случајно го повика поранешниот лидер на СДСМ и председател државата и премиер Бранко Црвенковски да учествува, значи да се врати членовите. Тоа зборува дека не е исклучено, ја верувам дека многу брзо ќе се повлече политика, но треба да видиме на безбедноста, а ќе се повлече и на нашата македонска политичка сцена ќе остане само лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, неговиот соучесник. Значи на тие избори СДСМ ќе го прегази ВМРО од причина што единствено виновник фактички за името и за промената ќе остане Мицковски. Зошто велам Мицковски? Не направи ни еден процес. Противниците на ВМРО ДПМН ја бе запрепасена. Рангелова кој дала некој интервју, случајно го видов. Значи, тие 8 противници, освен што гласа за отварање и за уставните промени, останатите противници на ВМРО не гласале против. Значи, немало ни еден против си излекле. Што значи? Дека директно е соучешно со тоа за мене. Од тие причини, Мицковски ќе остане на мета на сите. А ќе дојде до определени избори, заа ќе се повлече политиката, а дали ќе се случи со него нешто или не знам, не се и планите најповолни, ќе треба да време на безбедноста, но и на Мицковски за да не го наклоти и истераат од Белата плата. Толку за сега, ви посакувам убав сон и убав вечер и препорачувам да го погледнете, да ги отворите двата линка.